Не полагавме математика како задолжителен предмет на матура. Не полагаме државен испит. Нема избори на 5 јуни. Притисоците и закајните не им успеваат и секој ден сме на улица, секој ден сме во шест. Ти груевски не мотивираш да се бориме за подобра иднина. Ти ја крена оваа генерација на нозе и ни даде шанса да увидиме дека моќта е во наши раце. Ние сме твојот крај, а крајот ти тропа на врата. Ме радува тоа што граѓаните конечно научија да превземат моќта во своји раце. Ме радува тоа што сум сигурна дека доколку продолжиме вака, оваа беда никогаш повторно нема да нас најде. Сигурна сум дека и покрај целиот успех од оваа улична борба се уште има млади кои ја сметаат оваа борба за залудна. И жал ми е што не го гледаат успехот што го постигнавме до сега, жал ми е што не ги гледаат сите битки една по една, како сите заедно на улица ги извојувавме. Доста беше едноумие, конечно дојде време на шареното, конечно дојде нашето време. Дојде време на слободна, праведна Македонија, од која нема да сакам да си одам. Нема правда, нема мир. Моето име е Ненов Маријан. И јас веќе година и пол протестирам пред оваа шарена порта овде и пред криминалната регулаторна комисија за енергетика. Но не сум сам, со мене има и други соборци. Вечерва ќе ви кажам збор два за криминалот и за еволуцијата. Дали знаете дека со секој поминат ден нивната сметка во банка е се појака и појака? Дали знаете дека и денеска повторно не задолжија? Дали знаете дека додека ние протестираме, они прават планови за некој си парк на мајмуни во аеродром? Па зошто? Зошто да не ги трошат парите за парк на мајмуни?
кога си имаме златно собрание. Впрочем, да ги поставяхме тие маймуни пред 10 години во собранието, сега ќе бевме на 0, а не во зијан. Дали мајмунот настанал од човекот? Меѓутоа, има уште една класа, освен мајмуните и луѓето, а тоа се не луѓето. Токму тие прават мајмунлаци и токму тие прават криминал. Затоа, на сите криминалци и на нивните помагачи ќе им кажам само 3 збора, а тоа е одговорност, апсана и конфискација. И собрани сме овде да ви кажеме дека нема да ви помине и затоа велиме на пасеран! На пасеран! На пасеран! Драги пријатели, гордост е да се биде дел од вас, дел од шарената револуција. А знаете ли зошто? Затоа што вие тука присутните, шарената револуција, од распуканиот бетон на Никола Груевски направивте прашина. Бетонот на Никола Груевски целосно се распрста. Ништо повеќе не им поминува, ништо повеќе не им врви. Се што кажа и излажа, од се што ветија се повлекоа. Почитувани, кај властодржците, зборот веќе нема никакво значење, ниту пак смисла. Нивните бетонски зборови се распрстуваат во камена прашина секогаш кога ќе се судрат со реалноста. Нивниот бетон пука затоа што нема арматура. Не се базира на вистински принципи, на честност, искреност, интегритет и чистина во намерите. Се сеќавате излегоа со небулозната афера Пуч, странските служби, жолтите комбиња, базните станици, излегоа и се устрамија. Никој повеќе не ја споменува оваа лага. Рекоа дека снимките се сечени, лепени и монтирани, излегоа дека се вистинити. Рекоа дека нема да има преодна влада, битна ќе биде уште на која ќе ги докречи. Рекоа дека нема да дадат оставки, оставки паднаа. Овие почитувани не си веруваат повеќе ни на своите зборови. Од друга страна, зборот е збор, но кај нас, тука присутните, кај опозицијата. Ја ветивме вистината за Македонија, ја обелоденивме. Побаравме преодна влада, добивме ќе добием уште една. Побаравме оставки и падна 4, а Никола Груевски веќе не е премиер. Потенциравме дека уште ни криминални избори нема да се случат. Па така потенцијално криминалните закажани за 24 април и 5 јуни ова година се одложија.